Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, со вас во најновото издание на Дневникот. Се враќаме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Плата од 18.000 само со поддршка на државата, велат занаетчиите. СДСМ Куманово покрена иницијатива за поддршка на ЗАЕФ. Ќе се додели ноемвриската награда годинава. Занаетчиите не можат да обезбедат 18.000 денари минимална плата без помош на државата, сметаат од Занаетчиската комора. Тие укажуваат дека дејноста се уште е во криза со ограничен пазар, па велат едва ја исплаќаме и оваа плата. Занаетчиите бараат и малите фирми да се ослободат од плаќање на индустријска електрична енергија, која што велат е прескапа. Нереално е микро и малите занаетчиски фирми да опстојат и да обезбедат 18.000 денари минимална плата во време на пандемија и ограничен пазар, реагираат од Занаетчиската комора. Од ова здружение укажуваат дека иницијативата за зголемување на минималната плата е за поздравување, меѓутоа посочуваат дека се неопходни субвенции од државата за нејзина реализација. Ние сме уште во криза. Ние едва ја плаќаме ова минимална плата и другите давачки што ги имаме пред државата, но би сакал да ги посетам и без обврска дали премиерот даде оставка или кој ќе дојде на власт или како ќе биде нашата влада, јас да ги посетам дека ако доколку се направат минимална плата од 18.000 денари, би сакал да ги посетам дека мора да ја субвенционира таа плата во тој размер што ќе додадат 3.000 денари во таа наша минимална плата, како што ги дават во кај буџетарите или кај другите вработени што се под покривителство на државата. Затоа што микромалите фирми не можат да опстојат бидејќи пазарот е многу ограничен и пандемијата нас ни создаде многу проблеми. Затоа немаме влезна средствата кај овие дејности. Од Занаетчиската комора бараат и нивните членови занаетчиите со мали фирми да се ослободат од плаќање на индустријска електрична енергија, која што велат е прескапа. Апелираат да се изнајде друга гранка за оданочување помеѓу домаќинства и индустрија за да им се олесни и така лошата економска состојба. Во индустријата не спаѓаат микромалите фирми, во индустријата знаеме кој спаѓа и затоа ние уште едно барање имаме дополнително до власта за да многу внимава за тоа што да земеме пример, еден бербер не може еден фен да биде во индустрија. Или не може микромалите фирми да бидат индустријски одночувани од страна на ЕВН или другите институции кои плаќаме прескапа струја и сега, а дополнително не чека и криза на струјата кој што очека целиот регион и затоа бараме и од власта да види и во тој контекст да ни помогне и да има и друга гранка за овие микромали фирми. Барањата за намалување на цената на електрична енергија за занаетчиите веќе се доставени до надлежните министерства и владата. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре во периодот од 8 до 14 часот без снабдување со електрична енергија ќе останат корисниците од индустријска зона, отпад Манто, железничка станица, електрометал, викендици, филтер станица, бензинска станица Лукоил, како и улиците Ибе Паликуќа, Јован Поповиќ и дел од улицата Тоде Мендол, бензинска пумпа Трготим, Кока, Сдружение на возачи, Силоси, Југосуровина, село Черкезе и касарната Бороменков. Станува збор за најавени прекини од страна на ЕВН Македонија поради интервенција во дистрибутивната мрежа. Социјалдемократите од Куманово покрена иницијатива за поддршка на Зоран Заев. Во просториите на општинската организација на СДСМ се собираат потписи за Заев да остане на председателската функција во партијата, но и премиер на Македонија. Потписи за поддршка на Заев ќе се собираат секој ден од 11 до 20 часот.
Општинската организација на СДСМ Куманово започна со собирање на потписи за поддршка на Зоран Заев, откако во неделата по сумирањето на изборните резултати тој поднесе оставка од функциите председател на СДСМ и премиер на Македонија. Председателот на Општинската организација на СДСМ Мартин Костовски вели дека се покренува иницијатива за Заев да остане на председателската функција во партијата, но и председател на владата. Очекува поддршка и од останатите општински организации на социјалдемократите во државата. Храброста што одекна пред неполни 2 дена со изјавата на Зоран Заев за оставка од двете позиции како премиер на Република Северна Македонија и како председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, одекна многу погласно, многу похрабро од победата на ВМРО-ДПМН и целосната опозиција. Јас не знам дали ќе успеам со ова да го преубедиме нашиот лидер на партијата да повлече чекор наназад. Меѓутоа, ова е моја должност како член на СДСМ, должност на сите мои сопартици во Куманово, ширу Македонија, и со ова сакаме да му порачаме на председателот Заев дека максимално застануваме позади него. Костовски посочува дека Заев во изминатите 5 години направил многу, како за партијата, така и за државата, и е најмалку виновен за критиките што се упатуваат на негова адреса. Ние сме 30-та земја членка на НАТО, повисоки плати, подобар животен стандард и така натаму и така натаму. Тоа впрочем граѓаните најдобро го знаат. Сите оние условно кажани киксови и сите оние критики што беа упатени на самиот ден на изборите од страна на граѓаните, според мене лично и според најголем дел од моите сопартици социјалдемократи широм државата, најмалку за сето тоа е крив Зоран Заев. Анализите, перцепциите, студирањето на сите оние резултати, каде сме погрешиле, каде сме подобриле, останува во наредниот период да бидат тема на партиските тела и органи. Со оваа денешна иницијатива очекувам голема поддршка од страна на сите социјалдемократи, не само во општинската во Куманово, како најголема општинска со близу 5264 члена, туку напротив поддршка од сите општински организации широм во државата. Очекувам, го замолувам и лично председателот Заев повторно да размисли како понатаму со партијата. Мислам дека апелот дека треба да остане, ќе одекне силно широм држава. Тоа го кажуваат и сите коалициони партии, тоа го кажуваат и сите релевантни институции, односно евроатлантските институции. Се надам дека ќе обстоиме на тоа Зоран Заев да остане председател како на партијата, така и председател на владата. Потписи за поддршка на Зоран Заев ќе се собираат секој ден во просториите на Општинската организација на СДСМ Куманово од 11 до 20 часот. До денеска до Државната изборна комисија поднесени се 7 приговори од подносителот политичка партија ТМРО, информираат од Државната изборна комисија. Како што појаснуваат отаму, приговорите се однесуваат на постапката за сумирање и утврдување на резултатите во избирачките места во општина Старо Нагоричане. За 10 дена Куманово ќе го прослави денот на ослободувањето, но се уште не е познато дали годинава ќе биде доделена ноемвриската награда. Мандатот на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија е завршен. А за да се избере нов председател на комисијата, треба претходно да се конституира новиот совет на општината. Конкурсот за поднесување предлози за доделување на традиционалната награда беше отворен до 31 октомври. До 31 октомври траеше рокот за поднесување предлози за доделување на традиционалната ноемвриска награда, како израз на највисоко општествено признание што се доделува за посебни постигнувања во одделни области во Куманово. Не е познато колку предлози се доставени до општината, бидејќи во меѓувреме од една страна заради одржувањето на локалните избори заврши мандатот на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија, а од друга страна пак се уште не се знае дали годинава воопшто ќе се додели ноемвриската награда, од причина што председателот на Комисијата за одбележување на празници го избира Советот на општината. Во моментов Советот се уште не може да се конституира, бидејќи се уште трае рокот од 48 часа за поднесување приговори на постапката по завршувањето на гласањето, а приговорот на постапката за сумирање и утврдување на резултатите се поднесува во рок од 48 часа од објавување на првичните резултати. Завршувањето на роковите според Државната изборна комисија зависи
зависат од времето кога завршило гласањето во секоја од општините поединечно. ДИК е должна во рок од 72 часа по приемот на приговорот да донесе одлука. Против одлуката на ДИК, подносителот на приговорот може да поднесе тужба до управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Значи, доколку деновиве се конституира новиот состав на Советот на општина Куманово и ако се избере председател на комисијата, само во тој случај би можело да се додели ноемвриската награда, како што вообичаено се врачува на добитниците на свечена седница по повод денот на ослободувањето на Куманово 11 ноември. Останува отворено прашањето дали годинава ќе се повтори 2013-та, кога првпат после 30 години се прекрши традицијата во Куманово и не се доделија ноемвриските награди и покрај тоа што беше објавен повик за поднесување предлози и по завршувањето на предвидениот рок до комисијата беа пристигнати 7 предлози. Тогаш во последен момент беше одлучено предвидените парични средства за ноемвриски награди да бидат доделени на лицата со попреченост. Инаку ноемвриската награда се доделува на поединци, предпријатија и други организации, установи, здруженија и заедници чие дело, односно резултати во работењето и делувањето представуваат посебно остварување во областите на стопанството и вонстопанските дејности во текот на едногодишен и повеќе годишен период. Да подсетиме дека минатата година 4 лекари како физички лица и Телевизија Плюс и Општа болница Куманово како правни лица беа добитници на највисокото признание на општина Куманово, ноемвриска награда за 2020 година. Меѓународен фотосалон Куманово 2021 ќе биде отворен на 4 ноември годинава во уметничката галерија со почеток во 19 часот. На изложбата ќе бидат представени 50 наградени фотографии. На конкурсот пристигнаа 184 автори од 47 држави. Оваа година имаше 4 категории и тоа: портрет, природа, слободна колор и слободна црно-бела категорија. Жирито и оваа година имаше можност да погледне извонредни фотографии. Специфичноста на овој фотосалон Куманово 2021 е тоа што пристигнаа фотографии од автори кои традиционално учествуваат на овој престижен салон, но секако имаше и нови автори кои се представија со своите фотографии. Најдобриот автор на изложбата е од Германија. Екипата на ФМП Академија го победи Куманово во последниот меч од петото коло на првата македонска кошаркарска лига. По 3/4 Куманово на свој терен имаше предност на полувреме 43:40, а по третиот период и 60:54. Меѓутоа во последната четвртина се разиграа кошаркарите на ФМП и направија пресврт 74:77, а со тоа и ги однесоа бодовите од Куманово. Најзаслужен за овој триумф на ФМП беше Крстаич со 31 поен, додека кај Куманово Холмс реализираше 20 коша. Кумановци нанижаа 4 порази на 5 одиграни надпревари во првенството, додека Академија ФМП ја забележа третата победа по ред и има 2 бода помалку од лидерот Пелистер. Во продолжение вестите од Македонија. Во четврток државните електрани ќе соопштат дали земјава ќе успее да го обезбеди потребниот јаглен за активирање на третиот блок во РЕК. До денеска до 16 часот се чека сите заинтересирани да ги достават понудите, а утре ќе се остави простор да пристигнат и понудите од фирмите кои што ги пратиле по пошта. За да се стави во погон третиот блок од РЕК Битола, потребни се 900.000 тони јаглен. Производството на струја во овој блок ќе се користи исклучиво за потребите на стопанството. Претходно тендерот за РЕК пропадна затоа што не се обезбеди потребната количина. Во Македонија изминатата недела регистрирани се 2804 нови позитивни случаи од 32 градови од државата, што представува зголемување од 3,7% во однос на претходната недела. Процентот на позитивност се движи од 9,9% до 16%, просечно
13,2%, а најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје. Од почетокот на пандемијата до 31 октомври вкупно се регистрирани 734 лица кои што по втор пат станале позитивни на COVID-19. Според Институтот за јавно здравје, последната недела битката со коронавирусот ја изгубиле 71 лице, од кои што најмногу во Скопје, каде од COVID-19 починале 18 лица, а останатите од 22 градови ширум земјава. Најголем дел од починатите лица припаѓаат на возрастната група над 60 години. Бројот на активни случаи во моментов изнесува 6711. Државната комисија за спречување на корупција ги потсетува сите новоизбрани советници, градоначалници и функционери за одредбите од Законот за спречување на корупција и судирот на интереси, како и дека при извршувањето на јавните овластувања и должности не смеат да се раководат од лични, семејни, партиски и етнички интереси. Непочитувањето на сите обврски и забрани од Законот за спречување на корупција и судир на интереси представува прекршок и за истите се изрекува одредена прекршочна санкција, односно јавна опомена. Избраните градоначалници и членови на Совет на општина имаат обврска за поднесување на изјава за имотна состојба и судир на интереси, најдоцна во рок од 30 дена од денот на изборот. Градоначалниците или членовите на Совет на кои функцијата им престанала, исто така имаат обврска да поднесат изјава за имотна состојба или судир на интереси, најдоцна во рок од 30 дена од денот на престанување на функцијата. Градоначалниците или членовите на Совет се должни во рок од 30 дена да го пријават секое зголемување на нивниот имот, односно имотот на членовите на нивното семејство во вредност што надминува 20 просечни плати во претходниот 3-месечен период. Градоначалник или член на Совет на општина Куманово, според антикорупцијска, не може да биде член на управен или надзорен орган во трговско друштво, јавни предпријатија, агенции, фондови и сите други правни лица со доминантен државен капитал, освен ако со закон не е поинаку утврдено. Наставничкиот пленум бара зголемување на платата на сите вработени во образованието за 20% од јануари наредната година, повикувајќи се на растот на цените на производите за секојдневни потреби и на растот на минималната плата во државава. Во барањето кое го упатува до министерката за образование и наука Мила Царовска, наставничкиот пленум посочува дека на анкетата што ја спровел, големо мнозинство од неговите членки се изјасниле дека се незадоволни од сегашните примања на вработените во образовните институции. Вработените во образованието заслужуваат подобар животен стандард и повеќе средства за екзистенција. И поради тоа бараме од вас сериозно да пристапите кон нашето барање и да го реализирате, наведува пленумот во барањето до Царовска. Времето денеска во Куманово беше облачно со дожд. Максималната температура се искачи до 12 степени, а минималната беше 6 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 16 степени, а утринската ќе биде до 8 степени. Тука е крајот на дневникот, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.